Додека општинските и државните инспектори контролираат граѓаните во исчекување на резултатите. Колку е безбедно да пратиш дете во училиште или градинка, да одиш во кино или на театар, во ресторан, да гледаш надпревар на стадион или во сала. Колку е безбедно да одиш кај пријателите, бидејќи зградата не е стара, туку напротив, нова. Стотици одземени лиценци и дозволи за градба, за транспорт, за работа. Мораториум или амнестија, кој може, а кој не може да контролира, кој има, а кој нема ингеренции. Прописи или профит, што го диктира темпото. Дали немањето доволно инспектори е изговор за 30 години пропусти. Ужасната трагедија во Кочани, дали е последна шанса за фабричко ресетирање на системот и свеста во Македонија. Вечерва ќе дебатираме на овие теми, а гости со мене во студиото се деканот на Градежниот факултет, професор доктор Горан Марковски. Добро вечер. Добро вечер. Со нас во студиото е и Орце Георгиевски, председател на ЗЕЛС и градоначалник на општина Кисела Вода. Добро вечер. Благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Ќе отворам со вас, професоре. Неодамна кажавте дека во градежништвото има злосторничко здружување. Зошто? Затоа што голем број на институции и поединци ги премолчуваат пропустите кои што се евидентни и сето тоа води кон неквалитет и оттаму сметам дека таквото премолчување и прескокнување на процедурите е еден вид на здружување кое што води кон неквалитет, опасно живење, с големени ризици и слично. Георгиевски, вие околу овој став, кој е вашиот став? Има ли злосторничко здружување? Па не може да генерализираме. Криминал или здружување во градежништвото како гранка? Видете, секаде во секој систем, вклучувајќи го и нашиот, де факто има пропусти и првенствено темата за која што сме викнати денес, после оваа трагична случка што се случи, која што не погоди сериозно сите во нашата држава, е де факто дека од тие пропусти сме се довеле во ситуација да се случуваат вакви трагични настани. Тие пропусти не се од вчера, не се од денес, тие пропусти се 30 и повеќе од 30 години на нас. Можеби тоа се и недостатоци и недоволно внесеност во сите постапки и индивидуално залагање на поединецот, кој што во даден момент бил на челна позиција на одредена институција, вклучувајќи тука и локална самоуправа и градоначалник, вклучувајќи бивши премиери во државата, вклучувајќи министри за транспорт и врски, вклучувајќи инспекторати разноразни и така натаму, што значи дека се оставило доволно простор за изигрување на законите сите овие години на нас. Она што треба ние да го направиме во наредниот период, јас одговорно тврдам во делот на моето постапување изминативе 3 години, дека секогаш доследно сите постапки се водени, не земајќи во предвид, еве за едно најобично одобрение за градба, знаете дека треба согласности да добиете од сите релевантни институции. Многу институции го користат доколку не добијат во рок од 15 дена моментот на молчење администрација, па го земаат како позитивно. Во мојата општина такво нешто јас сум забранил лично да се практикува, што значи дека тој момент на изигрување на постапките на законот бил тргнат настрана, односно не се дозволило да се движиме во таа траекторија. Нас ни треба вистински ресет во државата и во тој ресет треба сите заеднички да учествуваме. Од оние кои што се највични кога збориме за урбанизмот, за таа афела, за градежништвото, тоа е факултетот, не може да има процеси во државата кои што ќе се спроведуваат, дали е тоа од локалната самоуправа, дали од централната власт, дали од било која институција, без тие луѓе кои што практично ги создаваат кадрите кои што треба да издаваат одобрение и се останато да не бидат вклучени. Имаме многу што да поправаме во системот, но дојдено е времето кога мораме да го ресетираме целиот систем. Професоре Марковски, како директор, како декан се извинувам на Градежен факултет, како експерт во градежништвото, што значи за вас податокот денеска, што го соопшти министерот за транспорт и врски, дека 479 лиценци на градежни фирми се одземени, градежни фирми, проектанти, надзори од А и Б категорија, поради број навработени? Што значи оваа информација како вас? На вас што ви кажува?
Тоа е една поразителна информација. Меѓутоа, за жал, за мене не е изненадувачка, бидејќи ги следам состојбите во градежништвото, вклучен сум во многу процеси, горе-долу ги познавам работите како се движат и аномалиите кои што се присутни. Меѓутоа, за една држава која што претендира да биде демократска, што поразвиена, која што е дел од Европа, мислам дека тоа покажува дека треба брзо да реагираме за да вакви пропусти не ни се случуваат. Тоа значи дека практично од стекнувањето на лиценцата, кога условите биле исполнети, не е извршена никаква проверка дали тие услови се уште компанијата ги поседува или не. И тоа е еден вид на малверзации што се прават при добивање на лиценци. Таквите компании после стекнуваат право да градат или да проектираат сериозни објекти и прашање е дали го поседуваат потребното знаење ако оние лица чии овластувања добиле лиценца повеќе ги нема во фирмата. Па тука е еден друг момент кој што исто така е според мене еден недостаток во Законот за градење, можноста да се вработуваат стручни лица со овластување на 2 часа работа. Тука се тргува со овластувањата, тие лица воопшто не се појавуваат на работа, туку едноставно своето овластување го продаваат во неколку фирми истовремено, без при тоа да навистина учествуваат во процесот. Она што треба да смениме е да се навикнеме да реагираме побрзо на девијантните појави кои што се последица на одредени законски решенија. Јас сум убеден дека кога се носат законите, сето тоа се прави со најдобра намера. Да, можеби некои процеси се олеснат, некаде да се заострат и така натаму, меѓутоа евидентно е исто така дека кај нас тоа знае да се изигрува и очигледно е дека ни требаат почести контроли за да ги следиме состојбите. Истото и со овластувањата, истото е со лиценците, да не зборувам со начинот на градење, на терен и така натаму и така. За тоа ќе зборуваме малку подолу во емисијата. Еве прашање за двајцата, прво вас, професоре, значи ако веќе им се земени лиценците за тоа што за бројот на вработени, дали сметате дека сега треба да се направи контрола на тоа што тие го работеле? А и Б категорија. Многу е тешко тоа, објективно да зборуваме, многу е тешко тоа да се направи, откако објектите се веќе изведени и тоа не знам каде би не однело, но она што е да веруваме на системот дека тие проекти поминале процедурата, добиле позитивни мислења, дали од ревидент, дали од институцијата која што е надлежна за давање позитивно мислење во однос на сеизмичката стабилност. И тука се изигра законот, морам да споменам, затоа што почетната идеја беше едно, сега веќе станува тоа сосема друго овде. Или пак ако биле на изведба дека имало надзор кој што бил совесен, кој што бил стручен и не дозволил да се заврши објектот и да се прогласи за погоден за користење, а при тоа во него да се вградени низа неточности, неквалитет и така натаму. Значи, останува надежта тука. Колку е тоа во наши услови реално, колку треба да се подпреме на надеж. Да кажам. Господине Ѓоргиевски, вие 479 им завработени. Вам што ви кажува таа бројка? И тоа што го прашав и деканот. Сметате ли дека треба да се копа подлабоко? Апсолутно се сложувам со констатацијата објективно гледано на деканот, дека многу тежок процес, речиси неостварлив би бил, да сето она што го работеле тие во минатото би се проверило во наредниот период. Не велам дека не треба да се провери, особено ако станува за збор за објекти од јавен карактер, како градинки, како училишта, како културни домови, спортски сали и така натаму, но дека лесно ќе се заврши тој процес и дека ќе биде од денес зутре, не верувам лично во тоа, објективно гледано. Кај нас она што недостасува според мене е промени во законот во делот да секој законски мора да постапува во одреден период. Тоа се однесува и на инспекцијските служби. Сега е за жал оставено се на добрата волја на инспекторот.
Сега е оставено се на начинот и во минатото било, кој со кого се познава и кој колку побрзо може да добие одредена потврда, одобрение и така натаму и така натаму. Еве ќе го земам во предвид моментот, многу често се дискутира околу тој изминатиот период, дали требало да се случи ваква ситуација за да излеземе ние во вонредни контроли во сите објекти од јавен карактер. Да, тоа е прашањето. Јас имам документи со мене, со сите релевантни институции подпишани, дека проверките во сите основни училишта, откако сум јас градоначалник, еднаш во годината се прават во сите објекти. Но мораме тоа облигаторно да го направиме, односно да биде обврска на секого. Јас не верувам искрено дека во сите општини, тоа зависи генерално од индивидуалниот капацитет на носителот на функцијата. Вие сте председател на Јас ЗЕЛ. сум сметал, без разлика што сум председател на ЗЕЛ, сум градоначалник и имам одговорност за најмладите кои што учат во училиштата и во градинките. Мене не требало нешто да се случи или некој да ми каже за јас да сметам дека е исправно еднаш во годината да направите контрола. На крајот на денот има луѓе задолжени за тоа кои што земаат плата за истото. Но за жал, 30 години кај нас наназад во државата, системот функционира на добрата волја. Или ако го земеме во предвид и исполнувањето на минимални технички услови, каде што оној кој што отвара ресторан, кафеана, било каков локал и така натаму, треба ние да му веруваме како систем на изјавата што ќе ја потпише. Кое што патем законска измена направена некаде 2008 година, мислам. Така што се остава простор за манипулација. Многу закони, како што каже почитуваниот професор, се донесени, јас верувам, за да ги олеснат процедурите, за побрзо да се стигне во одредена постапка до крајниот исход, односно побрзо да се започне бизнис да функционира и така натаму, побрзо да се средат состојбите во однос на основно образование, предшколска возраст и така натаму. Но де факто се покажало во пракса дека добрата намера, носејќи такви закони, некој ја искористил изминативе години за да ја злоупотребува, односно да го заобиколува законот. Затоа нам ни требаат и да има облигационо обврска секоја инспекција во даден временски период кога да постапува. Она што недостасува според мене, но треба се тука институциите да влезат и да проверат колку од тие годишни планови се во суштина реализирани во пракса. Не само тоа, и знаете како е од тоа што истражувајќи се видовме дека е и да се јавиш кај инспекторатот, да пријавиш кај инспектор, тој треба да добие од раководител за да излезе на терен, што според мене тоа е субјективно мислење. Би додал, ако ми дозволиш само моментот околу одземањето на лиценци, сметам дека освен што ќе им се одземат на некои компании лиценци, треба и крајно време да има и одговорност. Затоа што на некој кој што предизвикал штета на краток или на долг рок во државата, само одземајќи му лиценца, според мене не е добар начин да ги предупредите и останатите во перспектива да не помислат такво нешто да повторат. Така да сметам дека тука треба да има и постапување, затоа што вие како Огнен, ако сте злоупотребиле закон, класично како што поединци тоа го направиле. Дали е тоа по основ број на вработени, дали е со ангажирање на стручни лица, како што каже и професорот, на 2 часа, а знаеме сите дека тоа изминативе години и те како се практикувало во државата, без разлика вие сте довеле во прашање безбедност на граѓани. Вие сте довеле во прашање безбедност на целата нација и треба за тоа да има одговорност. Така што апсолутно го поздравувам чекорот храбар на министерот за транспорт и врски и се надевам дека во таа насока ќе продолжат и останатите институции да делуваат ставајќи крај на ваквиот тип на девијантни појави. Не се случи ако се одземе лиценцата, па собственикот да формира нова компанија, ако и веќе нема, ако веќе нема, паралелно. Веќе ако не се собираат документи веќе попладнево. Мораме да бидеме будни целосно за да се спречат овие девијантни појави. Значи вие сметате дека треба да се оди по име на собственик веќе. Ако може би се, тоа има стручни лица кои тоа треба да го дефинираат како, но треба се внимава бидејќи знаеме една фирма ја затвараат или еве ќе му одземат лиценцата, ќе отвориме друга, ќе си извадиме лиценца и повторно и ова на нова истото. Господине Ѓорѓевски, спомнавте
училишта градинки. Вчера на пресконференцијата во ЗЕЛС рековте дека е извршена контрола на сите објекти од јавен карактер и дека наречи си сите, дека граѓаните може да бидат спокојни, дека децата се безбедни. Сега ќе ја побарам изјавата од премиерот Христијан Мицковски дадена утрово во Радишани. Ставиме и на собствениците на тие стопански објекти време, за да можат тоа да го исправат. Инаку, како за ваша информација, тука не станува збор само и за приватни објекти, тука има и државни објекти. Можам да ви кажам дејностите од предшколска возраст, преку пензионерски домови, преку училиште, така натаму и така натаму. Значи, најдени се аномалии во објекти од предшколска возраст, старски домови и сега тука има колизија во изјавите. Ние сме во постојана комуникација со председателот на владата. Ради тоа, да, претпоставам ве прашувам. Има утврдено одредени аномалии, но не се тоа од од невидени размери кои што не може да се адаптираат во наредниве неколку денови. Најчесто станува збор за објекти кои што се градени по едни стандарди, каде што, еве ќе ви дадам конкретно пример. Ако земеме во предвид општина Центар, објектите се градени, градинките, односно по стандарди од СФРЈ, каде што се предвидувало, односно се препорачувало јаслите на оние најмладите дечиња да бидат на вториот кат. По новите правилници јаслите треба да се на првиот кат. Сето тоа се смета како во моментов еден од условите кои што треба да ги исполни градинката, така да во наредниот период ќе треба градоначалниците да се ги адаптираат, односно да се интервенираат во оние делови каде што не се исполнува услови. Во делот на безбедност на објектите, дали поседува хидранска мрежа, сите оние кои што се утврди дека имаат неисправна, веќе постапуваат општини, но не беа огромен број на такви објекти, имаше одредени кои што не исполнува, но знам дека и заклучокот на ЗЕЛС, пред да излезам и тоа да го кажам во јавноста, беше дека во најголем број од случаевите, ја земам во предвид и мојата општина, со потписи е потврдено од сите стручни лица кои што учествувале во процесот, првенствено дека целосна документација има, дека ПП апарати и хидрантите на број дека сите се исправни. Вакви записници треба да обезбедат сите градоначалници. До кога? До крајот на овој месец сите градоначалници треба вакви записници да си обезбедат и за училиштата, и за градинките, и за спортските сали, и за сите културни установи кои што ги имаат под нивна надлежност, и истите тие да ги споделиме со владата, односно на еден заеднички координат. Нормално. Еве, јас моите ги имам веќе спремни. Ова беше најмногу за јавноста да знае дека, повторно ќе кажам, некој не чекал да се случи трагедија за да постапи. И тука имаме точно со датуми кога се направени контроли и во кој дел како градоначалник на Кисела вода, во ред. Како председател на ЗЕЛС чекам да ми одговорите за сите колеги, за сите општини. Да, а само не напоменав, точно е, бидејќи председателот на владата ги спомна и старачките домови, има. Јас разговарав и со заменик министерот за труд и социјална политика, со Ѓоко Велковски. Има утврдено аномалии во старачките домови и ќе треба во наредниот период да се постапува и таму, односно да има период на адаптација во кој што ќе треба да ги исполнат условите. Јас сакам Огнен, за да биде појасно во јавноста, ова се процеси кои што не можеме ние преку ноќ да ги решиме, оно каде што 30 години не функционирал системот. Јас пак ќе кажам, жалам што никој да не се застане. Жалам што никој допред овој момент не водел сметка и толку јавно не го соопштил моментот. И јас изминативе повеќе од 3 години како што сум градоначалник на мојата општина, никогаш не сум излегол во јавноста да објаснувам дека се направени проверки, а биле направени проверки. И тоа требало секаде во јавноста да го направат градоначалниците. Тоа е можеби пропустот на кој што во наредниот период потранспарентно ќе треба да се работи. Да. Професоре, рековте, имам забележано многу аномалии, имам забележано многу пропусти. Еве вака, што прво забележувате како декан на градежниот факултет кога шетате низ Скопје? Што е тоа што... Да, ќе одговорам само она што е поврзано со градежништво. Другите елементи од градот нема да ги спомнам.
Не слободно, затоа што тежи вашиот збор, така што... Немаме време, сега колку тежи, не знам, ама немаме време да спомнеме. Се ќе се задржам на градежништво и затоа не е кусо времето, но е што забележам прво, она што е директно поврзано со оние кои ги градат објектите. Не користење на опрема, заштитна опрема при градба. Јас немам видено градилиште каде што луѓето кои градат, мајстори, инженери, било кој што е во градилиштето, користи прописна ХТЗ опрема. А тоа е строго пропишано со закон, тоа значи дека практично не се почитуваат стандардите, дека работиме надвор од сето тоа и дека многу не водиме грижа за здравјето и за животот на оние кои што се движат на градилиштето. Грешка број 1. И затоа често ќе прочитаме информација дека некој работник паднал од скеле, дека загинал и така натаму, што е недозволиво за денешно време. Второ, забележувам пропусти во однос на изведувањето на одредени градежни работи, ризични ископи на нови локации, неосигурани од подкопувања, со што се доведуваат во опасност соседните објекти, улиците кои граничат со локацијата, се со цел да се заштеди одредена сума на средства која што треба да се вложи во таа заштеда. Имавме низа такви случаи во центарот на Скопје и некако, како да ви кажам, веќе народот се помири дека нема решение со оние кои што се побезобразни, подрски, дека практично никој не може да им застане на патот. Јас се надевам дека во Кисела вода не е така, меѓутоа барем центар Карпош, тамо кај што повеќе гравитирам, гледам на вистина такви појави кои што се загрижувачки. Гледам неквалитет во изведба на одредени бетонски работи, неоградени градилишта, дете било кое може да влезе во градилиште да падне, да се расече, на арматура да се отепа, се кој ќе одговара после за тоа. Значи тоа се работи кои што, како да ви кажам, бодат очи и не што не се подобруваме, се влошуваме, што е најлошо. А тоа може да се среди многу брзо. Се согласувам. Тука одиме со првиот блок на реклами и се враќаме по тоа на дебатата. Деновиве, барем во Скопје, речи си да нема стамбена зграда каде што не е залепен лист за закажан куќен совет, со две точки на дневен ред, ПП апарати и хидрански систем. Ѓоргиевски, вие како председател на ЗЕЛ, вчера најавивте дека ќе продолжат вонредните контроли, каде што ќе се проверува хидранскиот систем во зградите, поставеноста ПП апарати. Кажете ми како ќе се спроведуваат тие со оглед дека треба да ги прават вашите локалните инспектори за домување со ДЗС. Заедно со ДЗС, затоа што вие немате надлежност, тие имаат надлежност. Со кој темпо? Не велам за Кисела вода, велам општо. Генерал. Што може да очекуваат граѓаните? Видете, тој го споменав на почетокот на емисија, како сакаме ние вистински ресет да направиме во државата, треба и прагот на толеранција да биде сведен на минимум или на нула. Конкретно, сведоци сме дека многу години наназад, кога станува збор за хидранска мрежа во стамбените згради, особено во постарите стамбени згради, или е нефункционално, или ја нема, или пак ако ја има хидранската мрежа и е функционална, тогаш црева нема за истата. Она што ние не сме надлежни, точно е да изречеме казна. Но не може во овие процеси да бидеме неми наблюдувачи ние. Односно, нашите инспектори можат и без присуство на ДЗС да констатираат состојба која што ќе ја предочат до ДЗС. Добро. Ако, например, еве го земеме во предвид повторно кочани, некој сугерирал, иако не била негова надлежноста, тогаш другата институција требало над него да постапи на време. Така да во наредниот период темелна проверка ќе има на сите стамбени згради. Јас знам дека на многумина не им се допаѓа тоа. Односно, многумина со овие процеси ќе бидат принудени да излезат од комфорт зоната. Но ова се процеси кои што мораме да ги спроведеме. Така што, првенствено, онаму каде што има доволно инспектори од ДЗС, ќе се пристапи кон заеднички акции, онаму каде што нема, ќе пристапат општинските инспекции да ја констатираат состојбата и тоа да биде сугерирано, односно писмено известена да биде Дирекцијата за заштита и спасување, која што во одреден временски период
ќе треба да си постапи куќниот совет, советот на станари или како и да е уредувањето во одредена стамбена зграда. Ако не постапат, тогаш ќе мора да се премине кон фазата да се изречат и казни и некој да си сноси одговорност и за тоа. На крајот на денот, јас апсолутно ги разбирам граѓаните во нивните цели и намери, најдобронамерни, да ние го менуваме системот. Но системот не може да се смени ако локалната самоуправа се вложи во тоа, централната власт, а граѓаните не учествуваат во истото. Ние мораме сите да учествуваме, секој во делот во кој што имаме одговорност во овие процеси. Ако дозволите, Слободно. ќе ви го понеметам редот, може Не, слободно. да се надоврзам на градоначалник. Ако малце го продлабочиме размислувањето во однос на ова прашање. Кој кого треба овде всушност да моли и дали за чија безбедност се работи? Тоа е тоа. Дали општината треба да ги моли граѓаните или во крајна линија да ги казнува, зашто? За нешто што е од што зависи нивната безбедност на живење. Ние доаѓаме во едни многу чудни состојби. Значи, во една стамбена зграда, ако станарите не се загрижени за нивната безбедност и да си обезбедат се она што е пропишано со закон, и не само тоа, не само заради законот, туку заради личната безбедност, тоа е дел од овој наш систем. Ваца се испревртени работите. Тоа е поразувачки. Прописите за противпожарна заштита се доста темелни, доста целосни. Барем од тоа што можев да го видам јас како новинар, мислам дека е покриено се. Професоре, вие дали сте запознаени со противпожарната заштита, регулативите, колку се применуваат тие при изградба, што вели вашето искуство? Регулативата е одлична, секогаш може подобро се разбира, меѓутоа е солидна, многу добра. И ако се почитува, тогаш нема да имаме катастрофи како што за жал беше онаа во Кочани. Точно се наведени работите кои што треба да ги поседува објектот и како да ви кажам, тоа треба еден по еден кој ќе оди некој да побара лиценца, само да се штиклираат работите, тоа се 5 минути работа или да излезе некој на терен и да ви каже, ти си кажал има, дај да видиме каде е втората врата, каде е третата врата, дали имаш кочница на вратата, дали се отвара кон надвор, дали имаш пристап на противпожарно возило од две страни, дали користиш материјали кои што се незапаливи, кои што или се не чадат и така натаму, затоа што ставањето на сунгер и стиропор во такви објекти како што бил овој во Кочани е практично на вистина доведување во прашање на живот на млади луѓе, затоа што тие материјали не само што горат, туку тие испуштаат чад, во кој што има јаглерод моноксид, кој е еден од најотровните гасови и уште што е потрагично и поопасно, во тој состав има и цијанид, а од историјата знаеме кај се користел цијанидот, за жал. На такви услови се били изложени нашите деца во Кочани. Не е дозволиво, постојат и сунгери што не се запаливи, постојат и други материјали наместо стиропор што можеле да бидат користено, само една комбинација од незнаење, јавашлук, како да ви кажам, незаинтересирана неодговорност, сето тој ланец доведува до ваков резултат. Трагично, навистина, па не треба човек да е голем стручњак од противпожарна заштита да свати дека со еден излез 500 души не можат безбедно да го напуштат. Требало само некој да отиде. Тоа е клучната работа. Сработи тоа за што е платен. Јас, ако може на реченица, затоа повторно ќе го потенцирам делот дека треба во законот да има измени кои што ќе содржат обврзувачко действие за многу од инспекторите. Имено Јас можам да говорам за мојата инспекција, не можам да кажам дека ние живееме во утопија и дека секогаш секаде постапиле доследно онака како што треба. Но кога некого ќе го врзете законски и при тоа ќе му наложите да направи записник на кој што ќе се потпише дека ќе одговара доколку утре ден, не дај Господ, се случи нешто слично на ова, тогаш секој ќе размисли дали од канцеларија, пиејќи кафе
ќе потпише некој документ или ќе излезе неколку пати да ја провери состојбата. И кога издал одобрение, и после тоа во фаза на градба, но и при завршување на одредена градба. Тука сега е проблемот тој што на почетокот го кажавме. Значи, системот дозволи. Сите документи се прикачуваат електронски, секој од надлежните треба да прикачи согласност, како што кажавте вие, ако нема одговор, рокот 15 дена се смета позитивен одговор. Нажими мајка. Тој дел јас би го изоставил од постоечките законски регулативи. Која е контролата во тој електронски систем? Дали треба? И на двајцата ме интересира мислењето. Ние имавме комисија за технички прием, составена од член од секој инспекторат, кој што мораше да стави подпис, тоа беа експерти, беа добро платени, тешко да ги подкупиш, 2012 ги укина, сега сме сите на жими мајка. Кој контролира во системот дека тоа што е прикачено е така? Сметате ли дека треба да се прави така или треба да се вратиме 3 чекори назад на терен да си провериме? За 20-та Никој вас, Огнен, не ве попречува и сега да излезете на терен. Јас согласно моите ингеренции и ингеренциите на моите служби можам да гарантирам, и тоа многу пати сме го дискутирале на колегиум, дека 10 пати треба да се провери одредена работа и покрај тоа што на некого можеби нема да му одговара затоа што процедурата можеби подолго му трае. Јас апсолутно го земам тоа во предвид. Но ДЗС јас не можам да ја проверам, но можат нашите инспектори при проверката во нивниот дел да сугерираат ако нешто не е согласно закон. Никој на никого не може тоа да му го земе како право, и секој што е совесен треба тоа да го земе во предвид. Дека имало пропусти, јас повторно ќе кажам имало, но тие се должат најмногу поради тоа што некој со некого се знаел во минатото, тоа што било потпишувано во канцеларија не се проверувало на терен и сме дошле до состојба до каква што сме дошли. Нас ни треба облигаторен момент во кој што секој ќе биде обврзан да одговара, но и теренски да си ги посети сите тие објекти и после тоа да се состави записник во кој што ќе се потпише. Не е доволно вам за одредена градежна дозвола, па макар и за куќа да е, за гаража, за што и да станува збор, да ви кликне одреден службеник, а при тоа да не ни знае каде физички се наоѓа тој објект. Ни приближно. Значи факторот некој некого го познава, гледаме до што не води. Затоа нас ни треба ресетирање на системот, ама правецот во кој што треба да се движиме, треба да биде секој да си има одредена одговорност, а не на крајот на денот одговорноста да биде кон еден насочена, а сите останати кои што не го направиле она што требало да го направат, но не биле законски обврзани за тоа, ја направиле пропуста во целиот процес. Професоре? Да, па едното со другото не се исклучува. Значи, ние можеме документацијата да одиме, да го дигитализираме процесот и да имаме... Треба 2025 година. Не значи дека не треба некој да излезе физички на лице место и да сконтролира што се случува. Одговорноста е, значи, кај нас одговорноста е лимбо категорија, растеглива. Многу. Не знаеш кој, за што и докаде и колку е одговорен, и тоа е еден недостаток на системот кој што мораме да го дефинираме и да го разрешиме. Одговорноста на учесниците во градбата во развиените земји се решава со нивно осигурување. Секој учесник во градбата мора да биде осигуран во осигурителна компанија за направена штета на трети лица. Тогаш сте сигурни дека ако некој ви направи штета, дека вие ќе се надоместите со пари од осигурителна компанија, а тој што направил штета на осигурителна компанија утре нема да може да најде осигурителна компанија која што ќе го заштити, бидејќи и носи минус, односно и носи штета. Така е во развиените земји. Не може некој да земе еве ќе тргнам и од проектирање. Да работи проект, инвеститорот му дал доверба да му организира, да му испроектира објект кој ќе чини 5 милиони евра, не знам колку, и овој да му направи катастрофален проект, при тоа уште мора да плати минимална цена на проектирање, затоа што тоа е усвоено, нели, надвор од пазарни вредности, но како и да добие проект кој што е неупотреблив или со многу пропусти, и со што ќе одговара? Можеби на сметка нема ништо, која е сатисфакцијата на оној што бил оштетен во системот?
од висината на осигурувањето ќе зависи на какви објекти можете да работите. Ако не можете да се осигурате или не сакате на висока сума, ќе работите на мали индивидуални куќи, на нешто што е со поскромни трошоци. Ако сакате да работите посериозно, па ќе се удружите во поголема фирма и тогаш ќе се осигурате на поголем износ и ќе работите сериозни Пред се ќе работите Тоа е- професионално. Тоа нешто мора да го внесеме, затоа што на тој начин ќе бидат заштитени и инвеститорите, ќе биде безбедноста на објектите ќе биде зголемена, а во крајна линија и ќе се изфилтрира пазарот во градежништвото од оние кои што вредат и оние кои што не вредат. Сега, без дефинирана одговорност, секој влегува внатре, замаен од големите профити што се вртат низ глави во разговори и така натаму, дека нели се е лесно само да се добие добра локација и тераме. Ова не оди вака. Надзорот има многу голема одговорност, но и големо право во законот за градење. За жал се покажа дека нашите надзори тоа не го заслужуваат, бидејќи нивниот завршен извештај за квалитетот на проектот, дека е изведен согласно сите стандарди и согласно проектната документација, многу често практично не одговара на реалноста. Сега, меѓутоа, јас немам чуено дека некој надзор останал без овластувањето или па фирмата без Не, лиценз. денеска некој. Денеска овие и тоа овие се формални причини, ова не е суштинско. Да, не е суштинско, ова е формално, број на Ова е вработени. формално, број на вработени. А каде е суштината? Дали некој надзор, видете, има надзори кои што не се појавуваат на објект, а се потпишуваат. Не. Надзор треба да се стално таму. Кога сме до надзор. Би сакал сега од режија да ги пуштат колажот слики што се направени низ Скопје. Ве молам, професоре Марковски, што гледате на слики? Па гледам неквалитет, гледам незнаење, гледам јавашлук, гледам... Колку е ризично? Па ова е ризично, како да кажам, да само стреќа ги спаси соседните објекти, да не се урнат. Гледате ги подкопани. Ова се фотографии кои што се во центарот на Скопје направени. Гледате, улица јавна, блиско, ни заштитни опреми, ни ништо. Ова треба да е потпорен столб. Ова е столб, точно така. Гледате како избетониран. Дупки. Ова е исто носач, мостовски носач. Ова е лежиште на Беласица, после пожарот. После беше констатирано дека лежиштата се добри. Ова е потпатник еден во Македонија, е исто столб на стамбена зграда тука во Буњаковец. Повторно изгореното лежиште, кое што мислам дека се уште се овие на Беласица. На Беласица. Да. Еве, бетонски столб со една огромен отвор неизбетониран натре. И се тоа врви. Се тоа секи, не знам дали ја имаме тука таа фотографија, каде што гледаме дека ова е исто дебар мало. Ова на се личи, само на вистинско градежишто не личи. Еве, како се решаваат проблемите со замачкување. Баш. Замачкување или закашкување. Ова е Беласица, плочата од доле, после пожарот. Зборувавте за надзорот. Каде е сега надзорот Не знам, овде? го нема. Значи, кој би се потпишал на ова што го гледа? Некој се потпиша. Каде се инспекциите тогаш? Еве, градоначалниче, еве локалниот. Ама не може и се да Професорот очекуваме вели дека е во центар. Центар има ли инспектор? Ама не можеме да очекуваме, извинете, не можеме да очекуваме од инспекцијата дека и вакви работи ќе следи. Мислам, тогаш треба едно чудо инспектори да имат. Ова е задача на надзорот. Ова не е задача на инспекцијата. Тоа го Де факто- апсолвиравме, но кога веќе еден потврдил еден заштитен механизам, мора да имаме втор. Значи, вие имате во одредена општина, можеби 100 објекти кои ще се градат истовремено. Сигурно. Дека сите општинскиот инспектор покрај своите секојдневни обврски ќе успее да ги исконтролира, јас не верувам, лично, објективно говорам во тоа. Но дека повторно, тука ќе се вратам назад, треба да има одговорност за надзорот. Ова е состојба која што, како што кажавте, професоре, сите знаеме, некој ја потпиша.
Треба тука да влезат институции, да ја проверат состојбата и да има реперкусии за тој што потпиша. Ова е опасно. И јас гарантирам дека во еден таков систем, кога секој ќе се размислува на што ќе потпише, нема да се случуваат вакви појави. И ова можеби било пракса во повеќе општини, ете сега ги земавте во предвид само состојбите во гравитирам во центар, значи, но да го земеме во предвид и мостот Беласица. Не може да немаме ние исти ставови кога станува збор за еден мост во кој што во денот поминуваат по истиот 30.000 граѓани. Едните да велат дека е безбедно, сликиве да кажуваат второ. Потпорен стол гледаме во моментов на зграда што испука, не е во Тука мостот. треба да има сериозна одговорност, но одговорноста не треба да биде од земање на лиценца, според мене. Тука треба кривична одговорност да има и материјална која што ќе треба да биде исплатена. Додека ние не креираме систем во кој што проблемот ќе има име и презиме и одговорност за истото, ние ќе се соочуваме и понатаму со вакви проблеми. Дали некој ја видел градбата во центар, ја видел, сликал. Можеби на други места некој нема сликано. Ние знаеме 30 години на каков начин се завршувале многу процеси. Затоа треба да се донесе состојбата согласно закон да има одговорност за секого. Не може градоначалник само да биде одговорен или инспекторот или пак тој што е инвеститор. Треба секој што става подпис на било каков документ да има одговорност. Точно. И многу да се размислува. Тоа е проблемот во нашиот систем. Сакале признаеле, сакале се сложиле со тоа или не. До моментот доека секој нема да одговара за она што го потпишува, не се внесе во закон и адекватно не се постапува против таквите, јас како што споменав, еве пак ќе се вратам на лиценците. Не е доволно на некого да му донесеш, да му поведеш постапка во која што ќе му одземеш лиценца. Тоа е како што професорот спомена, наредниот ден повторно може, никој не му го скратува правото да отвори нова компанија. Тука треба да бидеме поригорозни како систем. Постапувањето да биде да има точно треба да се биде. Точно. После ова треба да се биде брутален. Точно. Ресетирање. Професоре, сакам да ве прашам, толку ли е скапо да се гради според закони и прописи? Толку ли е скапо? По ова што го видовме, мислам, не е само ова, секој ден ги гледам, по социјални мрежи гледаме како е изградено. Еден отвара прозор, другиот не може да го отвори. Како да ви кажам? Толку ли е скапо да се гради според закони и прописи? Не се работи овде за скапо ефтино. Каде е Дали ќе избетонирате столб со шуплини или без, цената е иста. Мислам, материјалот сте го потрошиле, има незнаење. Значи, сега во градежништвото влегува луѓе кои што ниту и се обучени, ниту имаат искуство, ниту се контролирани. Значи, има голем степен. Имаме ние еден отпор кон стекнување на нови знаења, што е страшно опасно, бидејќи во сите области, особено во техничките, сознанијата одат брзо напред и мора човек да ги следи ако сака да биде квалитетен, ако сака да одговори на денешните потреби. Значи се работи за, повторно ќе ви кажам, стремеш кон импровизации, се работи за незнаење, се работи за неодговорност. Ајде, сега нема, големо чудо, нема, сега баш овде ќе се случи тоа и така натаму, па ние имаме едно чудо на стрешници, по тераси, по ова, кои се со некои профили, кои што се, како да ви кажам, смешни според димензите. Не, Боже, ќе дувне еден ветар посилен, ќе почнат да летат тие во воздух. Значи, бара, градежништвото е многу сериозна област, многу сериозна дејност, која што бара одговорност и бара знаење. Мене ми е многу криво што во последно време интересот кај младите е намален за студирање на оваа дејност која што гледаме е проткаена секаде. Вие скоро да не можете да дискутирате за одредена дејност, а градежништвото таму да не е внесено. Значи има огромно поле за работа, огромно поле за работа, меѓутоа такви се времињата, дојда во мода некои екзотични струки, некои измислени факултети, измислени насоки со, не знам, менеджменти, со не знам што, не знам како и сето тоа системот на вредности ги се растори. Сега треба полека да го градиме, да го составуваме. Парата стана единствена водилка
во животот. Само тој што има пари, тој е успешен. Тоа е правилото кај нас. Тоа не може така баш. Има духовни вредности кои што се многу повредни од материјалните. Ама такво е времето. Потполно се согласувам. Господин Ѓоргиевски, неколку пати кажавте недостасуваат инспектори, немаат сите општини инспектори. Вчера кажавте, ке си ги позајмуваме еден на друг. Не знам колку инспектор од еден град може да биде корисен или може да биде да постапува во друг град, да биде подготвен да постапува во друг град. И за тоа се поставува прашањето. Значи, велите, имаме општини што немаат градежен инспектор, нема инспектор за домување, значи нема комунален инспектор и тука е тоа прашањето. Значи, вие велите, наместо, вака, го ставам во буџет како градоначалник, вие и останатите колеги. Ставам во буџет, ново вработување, 2 комунални, 2 градежни инспектори, се гласа во совет на следната седница и решен е проблемот. Тоа не го видов. Вака се. И кај колегите ваши. Можеби кај некој има, другото нема. Штом си ги позајмувате? Општини немаат инспектори од објективни, одредени немаат од субјективни причини. Под субјективни причини, кои се? Јас го земам моментот дека можеби на некого му одговара да нема одреден инспектор. Но мене тоа на објективно ми изгледа. Не, мене на субјективно ми изгледа. Добро. Тоа е лична волја на градоначалникот за да може да не постапува. Јас не велам дека секаде е од такви причини, добро, но не го исклучувам и тоа како веројатност во многу од ситуациите. Okay. Професорот знае и подобро од мене дека за да стане одреден инспектор, градежен инспектор конкретно, треба да помине низ одредена фаза на обука, општината да инвестира во неговото знаење и така натаму, за да создаде цврста индивидуа која што јас исклучително ги ценам конкретно во мојата општина сите инспектори затоа што многу често се соочуваат со проблеми во кои што и можеби полициски службеник не би влегол да реагира. Тоа се луѓе кои што директно влегуваат во коштец со било каков проблем. Особено во делови каде што треба да постапуваат против некое звучно име, против одредени состојби на меѓусебно недоразбирање на два соседи, броднини и така натаму. А објективните причини е вториот дел што го споменав, околу фазата која што ви е потребна за да вие обезбедите соодветен инспектор, односно обуките и тој временски период да го покриете цел кој што треба да го искористите. Не е доволно само некого да го вработите, туку и да помине низ обука за да добие посебен сертификат кој што ќе значи да излезе тој човек и да изврши одредена инспекција на терен. Јас кога станав градоначалник во мојата општина конкретно, во првиот месец направив меѓуопштинска соработка со колегата мој Ѓорче Петров, Александар, за градежен инспектор. Зашто? Затоа што во мојата општина последниот градежен инспектор неколку години претходно си имаше пензионирано, немавме градежен инспектор, а во општината немало инспектор за домување никогаш во минатото. Добре, вие ги вработите. Од една фаза во која што ние земавме на позајмување од Ѓорче, сега сме изминатиот период во фаза каде што јас позајмувам во центар, позајмуваме во Куманово општина и така натаму. И треба да си позајмуваме, да си помагаме меѓусебно додека секоја општина не обезбеди соодветен инспектор. Зошто мислам пак дека е добро инспекторот кисела вода да оперира во Ѓорче? Сметам од аспект што не потекнува од истата општина и пообјективен ќе биде во својот пристап. И тоа е еден момент кој што го сметам како позитивна страна, иако на крајот на денот јас се борам како председател на ЗЕЛС за децентрализација, но кога станува збор за инспекциите, сметам дека треба да доаѓаат од еден центар. Тоа беше прашањето за професорот. Само ако дозволите. Слободно. Да, и нешто да кажам позитивно и добро. Факултетот, знаејќи го сето ова е само еден мал сегмент со инспекторите и потребата од едукација забрзана, тоа во други дејности уште по-сериозно. Градежниот факултет почна со нова програма Знаење плюс наречена, која што е наменета за веќе вработени лица од струката. Со брзи курсеви ќе им овозможиме да го стекнат она знаење кое што им е потребно на работното место на кое што се. Бидејќи
додека студираат, знаете како, стекнуваат широки знаења, кога ќе се вработат на одредена позиција, им е ясно што е она што им треба. За да општината, сопственикот на проектанско, изведувачот го добијат што побрзо како готов експерт кој ќе им врши работа, практично треба за краток период да ислушаат неколку курсеви. Курсевите ќе бидат држани не само од професори на градушен факултет, и од професори од странски универзитети, и од експерти од праксата, кои што имаат искуство во дадената област. На тој начин сметаме дека ќе му помогнеме на македонското градежништво, ќе помогнеме и на државата, и нормално факултетот ќе го позиционираме онаму каде што му е и досегашното место во тежиштето на македонското градежништво. Ви благодарам. Сега мора да одиме на вториот блок реклами и потоа се враќаме на неколку прашања за заклучоците во дебатата. Професоре Марковски, прашање за вас. Секој инспекцијска служба во Македонија има закон по кој што треба да постапува. Што мислите вие? Дали тоа беше предлог на ЗЕЛС, дали треба да се централизираат за да има подобра комуникација, подобро меѓусекторско работење? Што би смениле вие или сметате дека е добро? Тоа е прашање за двајцата, секако. Добро, сигурно градоначалникот тука има многу повеќе сознание од мене во тој дел, меѓутоа јас сметам, имајќи ги предвид сите овие настани што се случуваат во државата и како сето тоа функционира, имам впечаток дека една централизација, формирање на некакво тело, како и да се вика, дека ќе има поголем ефект, барем на почетокот. Па после тоа нека се децентрализира по општини, меѓутоа многу сектори се прекопуваат, многу надежности се прекупуваат и сега тука доаѓаме во позиција да им создадеме алиби на инспекторите да кажат да, не, тоа не е моја работа, тоа е на оној другиот, додека дојдете до оној другиот, објектот стигнал до 6 спрат или било што, или кафеаната почнала да работи веќе и така натаму. Мислам дека една централизација добро би дошла па ако не на ниво на држава, на ниво на Скопје, мислам дека би била по овој момент едно од подобрите решенија според мене. Апсолутно се слагам со професорот. Јас повторно ќе кажам, иако сум сериозен поборник за тоа да имаме целосна децентрализација како локална самоуправа, овде изостанува моментот, она што го спомена и професорот, постапувањето. Нашата инспекција веќе земам во предвид за сите локали, за кафулиња во општина Кисела вода. Нашата инспекција е единствено надлежна да го провери елаборатот за животна средина. Сите останати недоследности еве и да ги пријави инспекцијата наша, да сугерира до останатите инспекции, зависат од добрата волја и постапувањето на останатите инспекции. Повторно доаѓаме до моментот, професорот што го спомена, додека постапат сите инспекции и ќе се изгради објектот и не дај Боже може да се случи некоја трагедија и така натаму и така натаму. Во овој дел нас како преодно решение ни треба централизација на сите инспекции под една капа. Да нема изговори никој, ова е моја надлежност, ова не е моја надлежност, јас постапив, другиот не постапи, нам ни треба како сериозен систем во моментов централизација на сите инспекцијски служби под една капа. Кога го повлекува тој потек околу пазарната инспекција изминатиот период, имаше многумина кои сега надлежни за лифтови. Многумина кои што реагира земајќи во предвид дека обратен процесот настанува од децентрализацијата, но се покажува дека во пракса сите институции, односно сите надлежни инспекции мораме да ги централизираме за да не доаѓаме до една какафонична состојба во која што е доведена нашата држава и постапувањето во нашата држава цел изминат период. Тука треба да има предвид, односно во истата насока оди и сознанието дека стручен кадар има се помалку во државата. Значи ние мораме и на тоа да размислуваме, тоа е сериозен проблем. Тоа мора стратегија да се направи веќе. Стратегија, па имено, тоа е една од, мислам дека една од мерките да со она што го имаме како капацитет, да можеме да бидеме поефикасни. Иако имам уште неколку прашања, ќе мора да изберам кое со оглед дека ни истекува времето. Професоре, ќе почнам со вас. Најлесното прашање. Најлесното урбанистичките планови. Кој ги пишува?
Општината или инвеститорите? Инвеститорите. Граѓаните или инвеститорите? Колкав е притисокот врз инфраструктурата? Од тоа што го гледате кога шетате во центарот на Скопје. Огромен е Скопје, веќе изгубена шанса, според мене е готова. Како да ви кажам, тоа е една исто законска одредба можност која мора да се замени, да се смени. Не може приватен инвеститор да покрене иницијатива за промена на план и самиот да нарача кој ќе му го работи планот и што ќе очекувате од тоа. Ќе очекувате заедничко добро во планот. Јасно е, тоа е еден конфликт на интереси кој што мора веднаш да се смени, затоа што си има општина, си има совет општината, кога смета советот дека треба да се смени урбанистичкиот план, ќе си донесе одлука, ќе се замени, ќе си нарача конкурс ли е, не знам што, ако сака градоначалникот и советот да имаат подобро решение и таа постапка ќе се тера во интерес на сите граѓани. Вака добиваме само стамбени единици. Знаете како, ние као урбанисти како да научиле само да проектираат стамбени згради во плановите. Нема ништо, нема заеднички простори. Кој објект од заеднички интерес е, например, во Скопје изграден последниве години? И тие што ги имавме изгореа. За жал. Вие сте градоначалник, председател на ЗЕЛС. Во контекст на исто, само би го додал моментот, апсолутно се слагам со професорот. Јас имав такви ситуации во јавноста ги обзнанував во минатото, каде што многу постапки водени од како приватни иницијативи на инвеститори беа подоцна отфрлени од страна на општината, односно одбиени, спречени да се реализираат. Таква состојба имавме во Црничина, една позиција каде што сега мислам дека реконструкција прават на објектот, старачки дом да биде, таму се планираше во прва фаза и тоа беше одобрено од комисијата на екс-градоначалникот 14 маркици, па тие се намалија на 4 маркици, така натаму во интерес на граѓаните беше отфрлена иницијативата, односно беше поништено сето она што го планирале. И тоа е момент кој што ви создава притисок на како градоначалник и тука добро градоначалник сте, нормално е дека има притисок. Но сакам да го истакнам моментот тука повторно се зависи од индивидуалниот капацитет и волјата на градоначалникот. Не секој градоначалник има доволно средства да изработи самиот детален урбанистички план. Тогаш, како што имам јас сега состојба, во припор не стигнав во целата населба да донесам план во скоро целиот мој мандат. Сега предвидовме средства, ќе започнеме постапката, но за жал нема да стигнам до крајот на мојот мандат, сметам објективно гледано, да го донесам деталниот урбанистички план. Имаше иницијативи за таму, кои што јас ги отфрлив. Не е по слово на закон дека ако некој започне приватна иницијатива, градоначалникот може, односно мора да му ја одобри. Тоа зависи од волјата на градоначалникот. Во припор често се случува. Во припор моите сограѓани морам да го споменам ова. Еве конкретно најубаво е да го објасните преку сопствен. Точно, најубаво е преку сопствениот пример. Јас може во припор до сега да изгласам детален урбанистички план. Добро. Да го изгласаме со советот. Но во тоа што беше мој концепт за изборите и ветување и она што го планираше приватниот инвеститор, не можеше да се најде заедничка точка. Односно, инвеститорот бараше згради, јас од друга страна сум ветил дека во припор, како и во Црничи и Пржино, нема да има згради, тука се разидуваат патиштата. Ако јас под секоја цена сакав во припор да има детален урбанистички план и да го уништам тој дел на кисела вода, како што велите вие, професоре, одредени процеси нема назад, не можеме колку и да се трудиме да ги поправиме, јас можев тоа да го направам. Повторно доаѓаме до моментот, од една страна, немањето на доволно средства и често пати се доведуваме во состојба како локални самоуправи, немајќи начин да финансираме детален урбанистички план, на некоја приватна иницијатива се додаде и дали е тоа објект градинка, дали е училиште и се останато, и под превезот на сето тоа на некого да му поминете не знам колку згради. Таков обид имаше и во Расанек. Кај на себе, морам да ја споменам и таа работа. 99 згради беа во прашање кои што требаше да бидат изгласани. Спроведовме меѓународен конкурс, а во јавноста, допред да бидам кандидат јас за општината, се говореше дека градинка ќе се градело и училиште во таа населба. Имаше повеќе, да, повеќе случаи. Да. За жал времето ни истече. Ова беше се за вечерва, почитувани гледачи. Со нас беа председателот на ЗЕЛС, деканот на Градежниот факултет, секој ни својата призма како ги гледа нештата
во секторот градежништво што се случува и што треба да се менува. Многу беа јасни двајцата мои гости дека премногу работи се оставени на свест, совест, добра волја и одговорност, а треба многу повеќе да бидат на закони на инспекцијски служби. Ви благодарам за присуството. Беше чест. Ви благодарам за вниманието и ве повикувам да останете на програмата на телевизија Телма.